Jeppa, draga bando, како сте ми? Се надевам премногу добро и расположени за уште една епизодица. Не се нервирај, шоу на менето специјално само за вас во овие ултра супер комплицирани, веќе не знам никако да ги наречам околности, каде што сите сме буквално веќе донесени на работа. Знаеш, онај рабон што ако го поминиш после веќе ништо нема смисла. Од прилика така. Затоа ви го подарувам ова шоу Не се нервирај, кое што од самиот наслов ти кажи, на мене тоа е да не се нервираш. Овде правиме муавет за сите работи кои што не нервират и се обидуваме да се, така да речам, пошегуваме со нив. Ох, море колче, до кога ќе се шегуваме, бе, брат, работава, леле. Молим те, престани. Престани, оди вода написе, кафе, нешто, оди заплакни се, појма немам како да речам, освежи се и дојди назад. Кога ќе дојдеш слободно, си стегаш subscribe, можеш од сега натаму и join и таму да си уживаш во екстра содржини, но ние не сме дојдени сега во моментов само за тоа. Дојдени сме пред се за да не се нервираш. Јепа, дали сме спремни да одиме? Број 5 за денеска, драга бандо. Кој ќе кивнит некој до тебе сосема неочекувано, ама некој ќе кивнит така му дошло нешто и кивнал. Не, кој ќе кивнит така што оскавана гравитација на планетава ќе ја премести. Знаеш, она кивање од петици вака рагавадешчо, рагадешчо, азджихад. Кога киват синкер викат аджихат. Не, ништо, мислам, сам мир нека има. О, бо. Додуше во денешно време, во овие ултра комплицирани, како што веќе ги нареков, околности, некој дури и во себе утајун тајно да подкивни вака внатре. Одма сите сме кона штрек некако. Брат, си имаш проверено во последно време? Дан си бил во контакт со некого, она блиска средба од трет вид или од ковид. Bad joke. Одиме понатаму. Значи, дури некој малку така тивко, нежно, поетски да подкивни. Знаеш како Славејче, она. Одма си под стрес, камоли тотално кој ќе си опуштен. Кој веќе си викаш, сега дојдоја моите 5 минути после бурниов ден, сега малце ќе си се опуштам и си погледам нешто, некој филмче, серијче, не знам шо, и некој до тебе кој ќе го вдајт, кој ќе направи джиха, па ти идат, не знам, ти идат со врена вода да го попариш и да го изрепаш. Буквално до тој момент е некако, шо знам. Некоја блага агресија ти се стварат, некој ке те стреси од кивање. Па зарем не е така? Не знам, можда јас сум единствен, вие сигурно имате со Далај Лама дружено во последно време и затоа веројатно можда и не ве возбудуват ова нешто. Ама кој ќе кивнит некој, не само нему, и себе си викам, на здравие. Одиме понатаму. Број 4 за денеска. Не знам за вас, ама мене од так ме вадит кој ќе видам некој по улица, помин вид, и место слушалчиња да си ставит, или косите нормални луѓе што користат мобилен вака, да го ставит на уши, да си направит муабет, рад со човекот, со тој со кој што имат потреба да направит муабет, го ставил на спикерфон. Ко синкир готово, рацете зафатени му беа, носеше граната од Втора светска војна, што ја најде тука на пешачки и во меѓувреме овај му звона што не можеше да го пропуштит повикот и затоа вака и тој так со носот го клучи на спикерфон, зашто не можеше, ако го фатеше телефонот, готово. Пола Западна Македонија ќе ја снемаше со ова чудово што го најде на пешачки. Значи, ако не се такви околности, брат, не знам, не морат сите да знаеме кој ќе те прашат, например, мајка ти, дали
го изеде граот што ти го спакува вчера, пример, еве не знам. Или не знам дали убо се облече пред да излезиш. Или злато кога ќе се вратиш, знам дека сега по кафани со другарите не ојте. Или не знам, дојди дома сама сум. Ај то можда и интересно е, што знам, не знам што викате, ха? Ама не мора све друго да знаеме. Ме сваќаш така да или оди во некое сопче кај што ако сакаш да си hands free ти дур зборвиш со другарот, другарката, лепојката, лепотанот, ти тајчи вежбаш во меѓувреме, не го губиш времето само со празни разговори и тој таа тоа дур те прашви и друго што ќе кажеш ти си во готово, си во хандај хонзи длабока медитација, немаш време за земен живот. И тоа ќе ти речи таја злато што се дешава нешто кога да ми се изгуби врскава. Се изгуби врската, мори злато беше изгубена уште кога се фати со овај што шетат по улици акати на спикерфон зборвит со тебе, мори злато. Тогаш врската беше загубена. Не сега, немој да го обвинвите Телеком зашто не виојд во врската. Договорено, не виојд во врската зашто Еваков имаш најдено. Што акат по улици и зборвит на спикерфон место да дојд да ти пружат внимание во самоизолација. Готово не знам што да речам, поќе подобро да одиме понатаму зашто скинам некого. Ко? Број 3. Ова ми е најако. Жими се најмило, ова ми е најако. Ку ќе речиш, например, правите муабет со некој што не ти е толку близок и кој ќе му речиш да планирам да одам на одмор викендов, ќе ти речиш интересно, негде на убаво место? Дали ова прашање е потребно? Еве не знам, мене од такт ме вадите. Како да не се нервираш, море. Викаш, ќе одам некаде на одмор, те праши стварно, некаде на убаво место? Не, во Аушвиц планиравме да поиме, така малку, шо знам, некако самоизолацијава со ковидов, дури и позитивно ни делуват на сите, и зато фамилиарно решивме до Аушвиц да поиме. Да, кредит зедов за до Аушвиц да појдам, за ова секојдневие ми е многу монотоно. Сакам да се подсетам на шо све одреден болен човечки мозок е спремен и како до која мера на човек може да му се загорчи животот за да ни е дома полесно. Зато решивме ќе малце на викенд во Аушвиц, а нормално море дека ќе одам некаде на одмор кај што е убо, зато се викат одмор. Зашта можеш? За да одмориш. Демек тоа е концептов. Собираш пари, работиш ко коњ, одиш трета смена во ливница и после некое време викаш чекај малце бре, стопанкина му и јас душа имам и ош провервиш, стварно имаш, значи ете го доказот и то ти дава тебе за право ти дојш на одмор и да се одмориш. И нормално дека ќе на убо место. Знаеш? Заш не си ненормален да оиш некаде вченки. Господе Боже, колку се нервирам. Не се нервирам. Па може иде понекогаш и насловов да го сменам на шоуво и да направам една епизода кај што стварно ќе се изнервираме сите колективно. Готово ми помина. Одиме понатаму. Број 2. Имат едно нешто што е измислено на планетава што мислам дека е тотално безкорисно. Немат апсолутно никаква функција. Знам дека се прашувате што ли ќе да биде тоа. Тоа е онај знакон, лепенка на поточно, стикерон што го лепат од позади на колине, кај што пишит има бебе во колата. Јас еве не знам, сум го залепил и јас 2 пати во животов, така чинело велет. Ве прашувам вас, дали некој, некогаш, прво, се занимавал со читање на таков знак додека некој вози? Не вервам. Можда и си го видел. Дали во моментот ти некако го имаш сменато, поведението,
начинот, собраќајната култура, дали вака одма се имаш малце поднаместено, дали го имат некој затегнато каишот или врзано во крајна сметка, нели? Не вервам дека било што се има десено, кога ќе прочиташ, има бебе во колата. Единствено што ми идат е да ги пратам до следната бензинска кај што ќе застанат и кој ќе излезат од колава, да им речам само здраво и живо да е допата ушедно. За друго апсолутно никаква функција немате тој знак. Има бебе во колата. Ако сакаш да го, што не викам дека не треба да се заштитите то чедо мајкино и татино. Не, напротив. Зато предлагам мала корекција. Наместо има бебе во колата, напиши во колава имаат ураниум. Пробајте, ќе видиш одма како... Молим, шо има? Ураниум. Злато, знаеш што, ќе се вратам до дома. Нешто изгледа заборев. Одма ќе имаат, знаеш, промена на расположение. Одма ќе имаат... како да ти кажам, зголемена предпазливост. Заш ке речиш? Заш концептот на предпазливост не е финтата, јас имам проблем, ти внимавај. Nope. Doesn't function like that. Nope. Никогаш не било, нити ќе биде функционално на тој начин. Не. Функционираат на следниот начин. Ти имаш проблем, зато бате внимавај, зато напиши си, можит бебе немаме, ама зато нитроглицерин, и долу појачање, и плюс сме ненормални. Така да, вози внимателно, цртичка, мајсторе. Ми те бенди свит, одма лайк стегаш зато, заште бенди свит. Број 1 за оваа епизода и ова не е заш демек сега последното најако, не, туку заш е најклето. Продукти во продавница на кои што нема цена ставено. Да, посебно продукти, например, што ги очекуваш. Како, например, гледаш јагоди. Знаеш, цела зима сарми имаш кркано, и расолница, и пиперки туршија, и пиперки не знам вакви, и пиперки не знам такви, и никој расол кавијар заш нереди кај нас. И наеднаш, ете ја пролетта, и ти гледаш јагодчиња, ама не да се преубај, мислам, знаеш дека се во пластика растени и сето то, и сите тие, не знам, тракатанци во ред, тоа е познато, ама ги гледаш и вака со очи ве ги јаиш. И долу цена немет ставено. И си викаш, баде добро, шо, ќе прашам колку се. Колку мој да се. Да, ама кој ќе прашаш, веќе си соучесник. Од таму назад нема враќање, бате. И тој трговец, цртичка поединец, знајт, и тоа е намерно маркетиншки, стратешки, со блага доза на клетост направено, така за речиш, колку ви се јагодчиња, прво што ти кажете, многу ви се убај, ами знам дека не се убај, зато прашвам и покрај тоа што нема цена, ризикувам, прашвам, колку ви се, цртичка јагодчињава. И тој таму ти викаат, не, коза, сега да ти кажам, убај се, колку имат бидено, колку се, не? Абе, шо ти кажам, земи носи, преувај се. Да, ама, си правиме муавет, не дека нешо, колку се? 6500. Одма гледаш како треба да одиш, пред да ги платиш јагодиве, треба да одиш бубрек да продаеш, кај лихвар да се заборџиш, и на комшијата уште 50 денари да му допозајмиш, ради трошоци за транспорт до дома, заш вака ке ти се мели тумот и не ке можеш да се допривериш, зато од овде донде со такси ке треба да си одиш. Ама немат, бате, ти веќе рече и назад враќање немат. Миштав од големем цената в небеса. И викаш,
Шубо, ще си 500 леле, колку преубо. Дома има да ги јадам 3 месеци. Дајте ми ги. Како не се нервираш после? Ела, не нервирај се. На здравје јагодите, бандо. Subscribe, like, join, све што можете направите, пошто купив јагоди. Ми требит буџет да ги доплатам. Ај се гледаме. Јепа!